Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Утре, недела, 18 февруари 2018 година, е празникот Прочка. Службата почнува од 9 сатот сабајлето. Нашата женска секција овде од Ньюкастел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година, од 11 сатот предпладне. Цената кошта $60 по лице, за деца од 5 до 12 години $25 и за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј, Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410634310 и кај Су Бошев на 0414417207. Исто можете карти да си ги земите секој петок од 5 до 7 сатот во црковната сала после 9 февруари. На ова забава ќе свири најдобрата музичка група од Сиднеј, Сонја Динамик. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис на 25 февруари во недела. Исто така да најавиме на соопштение дека сите мембери овде во црковната општина во Ньюкастел може да се платат нивната чланарина за ова година по цена од $10. И уште едно соопштение. Да најавиме дека се организираат бесплатен автобус од Ньюкастел од пред црковната сала за во Сиднеј на протестот што ќе се одржи во недела на 4 март во центарот на Сиднеј. За подетални информации за ова патување ќе најавиме во наредната програма. Значи патувањето ќе биде бесплатно за сите што ќе се јават. Исто така, истиот протест се одржува утре 18 февруари во Камбера. Кој сака и кој може да оди од Сиднеј се организира автобус за во Камбера. Нешто околу протестот. Голем собир на македонците во Камбера и во Сиднеј под името Ние сме Македонија. Во Австралија и во светот се организираат мирни протести во одбрана на нашите човечки права и за зачувување на македонскиот јазик, идентитет и државност. Ги известуваме сите македонци и македонки ширум Австралија дека во недела на 18 февруари
2018 година ќе се одржи масовен народен собир во знак на протест пред амбасадата на Република Македонија во Камбера со почеток во 12 часот. Овој се македонски народен собир под името Ние сме Македонија е во знак на солидарност со нашите браќи и сестри во Македонија, како и да го искажиме нашиот револт за против нападите врз нашиот идентитет, јазик и нашата богата македонска културна историја. Се покануваат сите македонски друштва, организации и поединци, патриоти во што поголем број да присуствуваат на овие протестни избори. Автобуси ќе се организираат од Сиднеј и Вулунго, а за повеќе информации може да се јавите кај представниците од македонските организации, македонските радиопрограми или да се информирате преку социјалните мрежи. Во недела, на 4 март 2018 година, ќе се одржи масовен протест во центарот на Сиднеј под мотото Ние сме Македонија. Наскоро ќе бидат соопштени повеќе информации за собирот на македонците во Сиднеј. На истиот ден ќе се одржат повеќе протести во Австралија, Америка, Канада, Нов Зеланд и Европа, во знак на солидарност и македонско национално единство. Сите луѓе што имаат крв македонска, заедно со сите оние што ја сакат Македонија, треба да бидат на овие протести, да станат дел од ова глобална иницијатива во одбрана на нашите човечки права, на нашето македонско име, нашиот македонски идентитет и јазик. Сега продолжуваме со поважни вести од Македонија. Светски македонски конгрес Заев врши повреда на угледот на Македонија и го изложува на подбив македонскиот народ во светот. 14 февруари 2018 година Анкара, Турција, Светскиот македонски конгрес најостро ја осудува изјавата на премиерот Зоран Заев со премиерот на Турција Банали Илдърм во палатата Чанкара во Анкара дека решение за името на државата погодно за НАТО и за Европа ќе биде погодно и за македонците. Македонците во светот сметаат дека со ова изјава на Зоран Заев владата врши кривично дело повреда на угледот на Република Македонија и го изложува на подбив македонскиот народ пред меѓународната заедница и во светот. Европската унија и НАТО не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Македонците во светот отфрлат македонците од постапување на државата Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО, алијансата поради антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, фашистичкото барање на Грција за промена на името на државата и нациофашистичкото барање на Бугарија за промена на јазикот, културата и историјата на македонскиот народ, како вредност за солидарност на Брисел и Страсбург со Атина и Софија. Европската унија и НАТО, алијансата, не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Не се оттргнуваме од прегратките на Белград за да се фрлиме во скутот на Атина или Софија, туку да бидеме суверена и самостојна држава Македонија. Македонците понатаму барат безусловен крај на разговорите за разликата за државното име со владата во Атина. За тоа претседателот на Република со нота да го извести генералниот секретар и да достави предлог резолуција до Генералното собрание за продолжување на членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации под државното име Македонија, со можност за употреба на уставната додавка Република. Како јасна разлика од истоимената северна провинција на Република Грција и југозападната провинција на Република Бугарија без латиничка транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia со меѓународниот код МК, односно МКД и нотификација на македонскиот народ и македонскиот јазик на англиски јазик. Macedonian People и Macedonian Language, независно од историските хипотеки на Балканските војни 1912-1913 година, окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ кои се уште траат. СМК изразува почит и благодарност кон изјавата на турскиот премиер Бинали
Јелдрма дека погрешно е друга земја да го одредува името на Македонија. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка на нашето мило и сакано синче Джајмс Качукас. Од се срце му честитаме крштевањето, честито име, како и многу здравие, стреќа и весело во иднина, заедно со најблиските. На сите гости весело расположение. Овие убави желби се посакани од таткото Ли и мајката Џастин Качукас. Со истата народна песна со најискрени желби и честитки од се срце и му го честитаме кршевањето на исто им посакуваме добро здравие, стреќа и безгрижно детство во прижба на сите своји сакани, на сватовите и на сите гости честито убавата веселба. Ова честитки се по повод кршевањето на нашето внуче Джајмс Качукас. Сето тоа го посакува дедо Борис, баба Дана, тета Ребека и вујче Метју Сите Пичалов. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен ден е денеска, шедок е си крштева, полна ми е душава, од радост голема, ајде куме крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Гости мили роднини, вие сте ми најдраги, сакам да сте весели, среќни и насмејани, полна ми е душава, од радост голема, ајде кумо крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Со песната Крштевка. На милото префнуче Джајмс Качукас му ја честитаме кршевката, исто така му посакуваме добро здравие, голема стреќа и радост на родителите Ли и Џастин, како и на дедо Борис и баба Дана, со фамилијата Пичалов, честиту бабата веселба. Овие се убави честитки посакани од предедото Пецо и пребабата Коца Тодоровски.
Со истата народна песна на нашето мило внуче Джајмс Качукас му ја честитаме кршевката, исто така му посакуваме многу здравје и весело детство со сите најблиски. Овие се честитки посакани од дедо Томе, баба Вера и тетките Касендра и Лорен Петров. Роднини пријатели, роднини пријатели, добре ни дојдовте, за радоста голема Бог што ни ја подари, сите ме поканивме, за чедото крштевка денес ние правиме, хајде да наздравиме. Расти чедо најмило, расти внуче сакано, нека ти е честито името на љубаво, од кумо подарено. Среќо наша голема, куќа што ни распеа, биди здраво, весело, имај детство безгрижно, биди благословено. Оро сега фатете, ороле македонско, за нашето ангелче среќа што ни донесе, нека биде весело. Од чедо поубаво, а и нешто помило, еј на светот немало. Расти чедо најмило,
Со песната Крштевка, дедо Рон и баба Мери Размовски со децата Дин и Тимоти. Со најубави желби честитки му честитат Крштевката на внучето Джеймс Качукас, воедно му посакува среќно и весело детство во иднина, на сите гости весело расположение. Со истата народна песна на внукот Джеймс Качукас од се срце му честитаме Кршевката, исто така му посакуваме желби за добро здравје, убаво детство, заедно со сите најблиски. Тоа се честитки испратени од дедо Лупчо, баба Сузи со децата Стефани, Доминик и Джајсофен Коњарски. Крштевка денес правиме, за чедо име славиме, нашето чедо најмило, радост што ми подарило, куќата ни развесели, на Крштевка не покани. Зато мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче дедино. Мамино зато мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче дедино. Тука е цела ровнина, со фамилија, ај сите да наздравиме, женското име да му е, да има детство безгрижно и здраво живо весело. Мамино зато мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче дедино. Мамино зато мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче дедино. Година скоро ке дојди, чедото ке ни проди, ке уши први зборови, од мајка што му говори, големо да ни порасни, за сватба да не покани. Мамино злато мило на тато, на бабачето бабино. Расти ми расти, кујка краси, убаво внуче дедино. Со песната Господ син ми подари, на Ники и Арабела Богдановски му го честитаме новородениот син Леонардо Парис Богдановски. Исто му посакуваме на малиот све најубаво и брз напредок. Честитките се испратени од нумкото Роберт, нумката Нет со синот Николас Тодоровски. Кон убавата честитка се придружуваат и тетката Рада и тетинот Тоде Тодоровски. Со истата народна песна
На внукот Ники и сната Арабела Богдановски му честитаме новородениот син Леонардо да му е здраво, живо, весело и до година да се радува со ќерка, а на малиот му посакуваме весело напредно детство во иднина. Честитки да се испратени од се срце од тетката Грозда, тетинот Васко, како и братучедите Гоце и Менде со нивните фамилии сите Стојковски. Секој од нас сака радост да дочека, дали машко или женско чедо да се роди, а од нашата љубов род ни се изроди. Мојта љубов, мојта жена, денес и ми роди. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запееме, денес син се роди куме, да прославиме. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запееме, денес син се роди куме, да прославиме. Денес јас сум среќен, од радост солзи течат, машко чедо ни се роди, рода ни продолжи. Спремај куме име, машко да ни крстиш, зошто баба и дедо чекат име да му чујат. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запееме, денес син се роди куме, да прославиме. Животе мој, што те
Со песната Среќен роден ден. На нашето мило и сакано синче и внуче Никола Тодоровски, од се срце му честитаме првиот роден ден, исто му пожелуваме весело, напредно, безгрижно детство. Сето тоа од се срце го посакува тато Робе, мама Денет, дедо Тоде и баба Рада Тодоровски. Со песната Среќен роден ден на многу саканото префнуче Никола Тодоровски му честитаме првиот роден ден и му посакуваме голема среќа, радост во детскиот живот. Да ни е здраво, живо и весело секогаш. А на внукот Роберт, сната Нет, честито убавата радост, исто така и на синот Тоде и сната Рада, честито веселбата за милото и сакано внуче. Тоа се желби од се срце посакани од предедото Миле, пребабата Слободанка и дедовците Драги Менде со нивните фамилии сите Тодоровски, како и Ендру и Наташа, испраќа поздрави исто и Анджела со Тони и малата Микајла. Со истата народна песна на префнучето Никола Тодоровски, сакаме да му честитаме првиот роден ден и му пожелуваме многу здравје, радост и среќа да го прати во неговиот дечки живот со неговите родители и сите најблиски. На таткото и мајката, бабите и дедовците
честито убавата веселба. Овие честитки се испратени од се срце од бабата Грозда, дедо Васко и чичковците Гоце и Менде со нивните фамилии сите Стојковски. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Женско срце. На сестрата и свеска Радка Тодоровска сакаме да ја го честитаме 60-тиот роден ден, исто и пожелуваме многу здравие, голема среќа и радост да ја прати во незиниот понатамошен живот, во иднина со незината фамилија и сите најблиски. Честитките се испратени од сестрата Грозда, зетот Васко со фамилијата Стојковски. Исто така, честитки спраќаме по повод роденденовите на Лила и Оливера Богдановски. На Лила 60-тиот, а на Оливера 50-тиот роден ден. Да му се среќни и весели, да има здравие и радост, да ја прати во нивниот цел живот. Pazi, pazi, milo moje, pazi kaj ke pogled
А сега, почитувани слушатели, да продолжиме со најновите соопштенија од Нјукастел и околината, а потоа со поновите вести од Македонија. Соопштение од свещеникот Пецо Петровски. Утре, недела, 18 февруари, е празникот Прочка. Службата почнува од 9 сатот сабајлето. Нашата женска секција од Нјукастел организираат игранка по повод празникот 8 март, Денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година со почеток од 11 сатот пред пладне. Цената кошта $60 по лице, за деца од 5 до 12 години $25, а за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ова година имаме нови кувари од Сиднеј, Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска и Су Бошев. А исто така карти може да си земите секој петок од 5 до 7 сатот на вечер во црковната сала. На ова забава ќе свири најдобрата музичка група од Сиднеј, Сонја Динамик. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 25 февруари. Исто така да најавиме дека сите мембери во црковната општина овде во Нјукастел може да се платат вашата чланарина по цена од $10 за ова година. Исто така, почитувани слушатели, да најавиме дека се организира бесплатен автобус од Нјукастел од пред црковната сала за во Сиднеј на протестот што ќе се одржи во недела на 4 март во центарот во Сиднеј. За подетални информации за ова патување ќе најавиме во наредната програма. Значи, патувањето ќе биде бесплатно за сите што ќе се јават. Исто така, истиот протест се одржува утре, 18 февруари, во Камбера. Кој сака и кој може да оди од Сиднеј, се организира автобус за во Камбера. Сега малце поопширно за овој протест. Голем собир на македонците во Камбера и во Сиднеј под името Ние сме Македонија. Во Австралија и во светот се организираат мирни протести во одбрана на нашите човекови права и за зачувување на македонскиот јазик, идентитет и државност. Ги известуваме сите македонци и македонки ширум Австралија дека во недела на 18 февруари ова година ќе се одржи масовен народен собир во знак на протест пред амбасадата на Република Македонија во Камбера со почеток во 12 часот. Овој се македонски народен собир под името мотото Ние сме Македонија е во знак на солидарност со нашите браќи и сестри во Македонија, како и да го искажеме нашиот револт за незаконските преговори за нашето уставно име Република Македонија, како и тоа дека сме против нападите врз нашиот идентитет, јазик и нашата богата македонска култура и историја. Се покануваат сите македонци, македонски друштва и организации и поединци, патриоти во што поголем број да присуствуваат на овие протестни собори. Автобуси ќе се организираат од Сиднеј, Волонго и Нјукастел. За повеќе информации може да се јавите кај представниците од македонските организации, македонските радиопрограми или да се информирате преку социјалните мрежи. Во недела на 4 март 2018 година ќе се одржи масовен протест во центарот на Сиднеј под мотото Ние сме Македонија. Наскоро ќе бидат соопштени повеќе информации за собирот на македонците во Сиднеј. На истиот ден ќе се одржат повеќе протести низ Австралија, Америка, Канада, Нов Зеланд и Европа во знак на солидарност и македонско национално единство. Сите луѓе кои што имат крв македонска, заедно со сите оние што ја сакат Македонија, треба да бидат на овие протести и да станат дел од оваа глобална иницијатива во одбрана на нашите човекови права, на нашето македонско име, нашиот македонски идентитет и јазик. Сега нешто од вестите од Македонија. Груевски вели: разбирам дека судот е под политички притисок, но секој судија треба да одлучува по законите. По паузата од 1 час, дадена на денешното рочиште за случајот
траекторија. Поранешниот премиер Никола Груевски побара збор и ги повтори барањата да бидат отфрлени како докази СМС пораките, бидејќи начинот на кој СЈО ги има прибавено не може да ги гарантира нивната автентичност. Обвини дека пред да му бидат дадени на СЈО, пораките биле во рацете на СДСМ, која, како што рече, е политичка партија која е негов силен противник. Во однос на СМС, пораките сакам да му укажам на судот на следните факти. Воедно сметам дека во овој предмет, но и во сите останати предмети на СЈО, СМС пораките, кои се понудени од самиот почеток, од старт, требаше да бидат отфрлени како незадоволен доказ. Барам ова да биде донесено во форма на писмено решение во судот, за да продолжиме со постапката, рече Груевски на почетокот од своето излагање. Груевски рече дека е можно тоа да се правело и во СДСМ и во специјалното јавно обвинителство. За ова, нагласи Груевски, не треба никакво посебно знаење, доволен е компјутер со програма со која може да се отфрли пораката, да се менува текстот без да оставите трага. Откако веќе се назначувани како текстуални карактери, односно како збир од најобични букви, во електронски овозможува нивно непречено бришење, менување и додавање на текст во било кое време и речиси на ист начин како што може да отворите Word документ и потоа да менувате, да бришите и да додавате било каков нов текст. За ова не треба никакво посебно знаење, ниту никакви посебни компјутерски вештини, доволно да уклучите компјутер, да отворите Excel и друга слична програма со која може да ги отворите снимените траки. Слободно да си додадете или избришите текст и при тоа да не оставите никаква трага дека тоа е направено. Ова е суштински различно од нелегално сниманите криерирани разговори кои се понудени од СЈО како доказ. Има други елементи кои што сакам да се разјаснат и поради кои што ги бараме да ни бидат додадени во посет како текст и истото го бараме за СМС пораките. Но сепак една работа е јасна дека зборовите е можно со вешт наод да се утврдат и гласовите, но со тоа нешто е апсолутно невозможно со сигурност да се утврдат, рече Груевски во обраќањето пред судот. Начинот на кој СЈО ги има прифатено СМС пораките, кои ги дава како доказ, рече Груевски, дополнително не дава можност да се гарантира нивната автентичност. Не се обезбедени со мерки за нивната автентичност и целовитност, не гарантира ниту еден државен орган, ниту пак СЈО ги има добиено истите од државни институции, ниту Телеком операторите не чуваат копии од овие пораки, бидејќи тоа би било незаконски, влегуваат во приватноста. Ниту пак може да ја гарантираат нивната автентичност или да дадат своја копија, бидејќи таква копија немат ниту пак смеат да имат. До ден денес се уште не е утврдено во релевантна судска постапка кој ги снимал овие пораки. Но на кои лица потоа оној што ги снимал овие пораки ги има дадено, низ колку раце поминале овие пораки и дали истите се менувани од кого пред истите да му бидат дадени на сведокот. Тоа сега им е должно да се утврди во целост. Она што се со сигурност се знае е дека пред да бидат дадени овие СМС пораки на СЈО, истите се наоѓале во собственост на политичката партија СДСМ, која е жесток политички противник на нас, лицата кои сме обвинети и која би сакала да ни нанесат репутацијска штета, политичка штета. Исто така се знае дека овие пораки се стекнати од страна на СДСМ на незаконит начин, односно не преку државен орган. На така стекнатите СМС пораки технолошки е можно и на тоа на сосема едноставен начин, што понудениот вешт наод го покажува експлицитно и државната на СМС пораките да се менува содржината, да се брише и да се додава текст без било каква можност тоа би било откриено, рече Груевски. И на крајот, почитувани слушатели, тоа беше
крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Anta. This is Peter Vratkovski. Please join me